Благодарам, подпредседател. Почитувана македонска јавност. И вака политиката е работа на приоритети, а приоритети на ова влада се огледуваат во законските решенија која што ги доставува до ова собрание. Денеска имаме на дневен ред закон за измена на закон за давање на финансиски услуги од далечина. И сега во период кога секој пола саат умира човек во оваа држава од корона, се предлага закон кој што во член 21 пишува следно. Овој закон ќе почне да се применува со денот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија. Значи, закон кој што ќе се стапи на сила кога ќе влеземе во Европска Унија. Колку се неспособни, не знам дали ќе дојде тој ден. За среќа имаме избори во оваа држава, па ќе се забрза тој процес. И сега ние, во време кога економијата тоне, кога се затвараат бизниси, наместо да се предлагаат економски мерки од Министерството за финансии, за помош на граѓаните и бизнис заедницата, тие предлагаат закон кој што ќе стапи на сила кога ќе станеме членка на Европската Унија. Парадокс над парадоксите. И сега кога ќе ги прашаш зошто ова го прават, ВМРО-ДПМН не блокира. Тоа е одговорот што го слушаме за целата нивна неспособност. Неспособност да набават вакцини, ВМРО кочело. Замислете, не подпишал техничка заменичка на министер за финансии, кредит милионски, како што рекоа, а лажат. Не требало да го подпише. Имате указ, односно решение од Државната изборна комисија. Требало Нина Ангеловска да си го подпише. Ама не го подпишала и затоа изгледа и не е министер више. И кога ќе ги прашаш, луѓе остануваат без работа секој ден ради пандемијава, дајте помош, ВМРО-ДПМН е криво. Кога ќе им кажеш у лице дека се криминалци и мафијаши, затоа што на целиот регион му издаде пасоши со поземен идентитет, Христијан Мицковски ја обструирал истрагата. Значи, толку се неспособни 4 години да сречат еден предмет и за нивната неспособност виновна е ВМРО-ДПМН. И толку се неспособни, наместо да помогнат на граѓаните, да осмислат мерки, тие предлагаат измена на закон кој што ќе стапи на сила кога ќе станеме членка на Европска Унија. И кога ќе ги прашаш, луѓе, трета учебна година иде поред во која што децата нема да одат на училиште, а вие се занимавате со некаква концепција која што нема кој релевантен фактор во оваа држава не искритикува, ВМРО-ДПМН блокира одговорот за целата нивна неспособност. И кога ќе ги прашаш, во оваа држава имаше култура, имаше културни работници, имаше музичари, имаше глумци, имаше театар. Што правите со тие луѓе? Се гледа целата нивна неспособност, меѓутоа, ти изгледат пред камери, ручето на срце, ВМРО блокира. Е, толку сте неспособни, што и со тоа што ВМРО ве блокира, си ја кажувате целата ваша неспособност дека дозволувате владеачко мнозинство со 62 пратеника некој да ве блокира. И кога цел свет, Европска Унија ќе ви каже дека немате правда, дека немате реформи во администрацијата, дека не спроведувате правда еднакво за сите, дека имате висока корупција, почнувајќи од премиер до овие тука што треба да седат, а не седат. Криминалци еден до еден. Цел свет ви го вика тоа. Тие ќе изгледат и ќе кажат, во 2009 ВМРО-ДПМН изгради нешто што било не знам колку пари. Затоа што сте неспособни една шајка да заковете. И затоа, кога ја ги нешто работите, предлагате закони кои што воопшто не се
приоритет во време на пандемија и кризна состојба, и наместо да се грижите за тие луѓе што стануваат без работа, наместо да инвестирате во здравството, луѓе, болници изградија во изминатиот период, вие овдека се исмејувате затоа што на секој пола час умира човек во оваа држава. Тука е целото ваше лицемерие и целата ваша неспособност преку предлагање на вакви смешни и неприоритетни закони во време кога цел свет се справува со пандемија, вложува напори, а ние се занимаваме со финансии од далечина и разноразни глупости. Благодарам.